И во овој дневник во целост ви ги пренесуваме актуелните случувања и настани од Вардарскот и Квешкиот регион, Македонија, светот и спортот. Ви ги пренесуваме и актуелните случувања со земјоделците. Јас сум Катерина Нацева, а ова се настаните на денот. Одбележани 66 години од смртта на народниот учител и револуционер Панко Брашнаров. Добрососедскиот договор со Бугарија се уште енигма за македонската јавност. Поранешниот бугарски претседател Стојанов вели дека Илинден е нивното второ априлско востание. Попраските од Росоманско, сега на улица се и лубениците од Струмичко. И додека соседите ни оспоруваат сопствената историја, Велешани денеска поклонувајќи се пред споменикот на народниот учител Панко Брашнаров, одбележаа 66 години од неговата смрт. За историчарите неправдата се исправува. Револуционерниот мозаик на Панко Брашнаров се исцртува, а неговиот лик и делото се повеќе се говори. Но колку и да се говори, премалку е во споредба со она што тој го направил за самостојна Република Македонија. Душата ми е преполнета со радост и пред премрежните очи гледам како се раздвижиле сите реки од Пчиња и Вардар до Места и Бистрица. Заплюскаја те целата македонска земја, сакајки да измијат од македонскиот народ 10-вековниот робски срам од пропаста на Самуиловата држава, за да се роди денеска нова, светла и слободна македонска држава. Со цитат од зборовите изречени од првиот претседавач на првото заседание Панко Брашнаров се одбележаа 66 години од неговата смрт. За историчарите, Брашнаров е лик од кој треба да учат младите генерации. Целиот свој живот го даде за борбата на македонскиот народ. Истакнат македонски деец, кој што во ниеден момент не го жалеше својот живот, ја даде младоста, го даде цел живот за светла иднина на Македонија и на македонскиот народ. Меѓу двете светски војни, неговата политичка активност најмногу истакната меѓу двете светски војни, учествувајќи во сите политички настани во тоа време во Кралска Југославија. Еден од основачите на Социјалистичката работничка партија комунисти у тоа време кој се нарекуваат, меѓутоа по забраната на сите политички партии во тоа време во 1920 година, веќе понатаму Панко Брашнар делува илегално. Неправдата кон Панко Брашнаров општината ја исправи со изградба на споменикот. Поклонувајќи се пред овие дејци, се поклонуваме пред нашите предци, вели Чадиев. Целиот негов животен век кој што го посветил само за една единствена работа, го посветил на Македонија. Како наследници на Панко Брашнар и на другата плејада револуционерни и личности од нашиот град и од Македонија, да ги чествуваме и славиме овие денови и да се посетуваме на ликот и големината што е имал и улогата Панко Брашнар во ослободувањето на Република Македонија. Панко Брашнаров бил народен учител, револуционер, сведок на два Илиндена 1903-1944 година. Делегат кој го отворил првото заседание на АСНОМ, а воедно бил избран и за претседател на президиумот во Прохор Пчински, место каде се поставени темелите на македонската држава. На 13 јули 1951 година неговиот живот згаснува на Голи оток. А кога сме кај македонската историја, деновиве чудни изјави доаѓаат од соседна Бугарија. Поранешниот претседател Петар Стојанов во изјава за тамошните медиуми за еден од најголемите македонски празници Илинден вели дека тоа е нивното второ априлско востание. Дијана Иванова на оваа тема. Содржината од договорот за добрососедството со Бугарија и понатаму за македонската јавност е недостапна. Она што се знае дека договорот ќе биде потпишан ден пред одбележување на најголемиот македонски празник Илинден. Но за поранешниот бугарски претседател Петар Стојанов, Илинден не е македонски празник. Илинден според Стојанов е нивното второ априлско востание. Зашто казвам романтизъм? Ами затова, защото когато започва четническо движение в Македония, особено когато започва подготовката и избухва и Илинденското въстание, българите вече са далеч по-просветени, ние имаме свои вестници, ние имаме свои канали за комуникация, цяла България знае за това.
Това е нашето второ априлско въстание. Изживяно вече с един романтичен ореол. Казах за първото, много хора разбират час след неговото потушаване. От тази гледна точка, ние българите няма как да се лишим от тази страница от нашата история, защото лишим ли се от нея, историята ни остава изключително бедна. Затова историята на Македония е най-романтичната част от историята на България. Ова е класична негација на македонската историја, дециден историчарот Слободан Ников. Власта во Македонија мора да обелодени што содржи договорот, додава Ников, кој јавно говори дека стравува, оти би можело да им стане навика на нашите соседи, да си ја присвојуваат како своја нашата историја. Многу опасно е ако направиме еден чекор да ја редефинираме историјата. Според мене опасно е тоа. Опасно во смисла се плашам да не им стане навика на соседите и да не биде наметнало дека они биле тие кои што организирале востанието. Исходот знаеме како беше од Илинденското востание. Многу осетлива материја е. И додека власта молчи, дел од граѓаните јавно негодуваат. Македонската историја си е наша историја. Не можеме како сака некој си друг, па ние да менјаваме историја. За некои држави постоечки на Балканот имаме заедничка историја, но дека со бугарите не познавам таква. Пратениците на ВМРО ДПМН упорно бараат по примерот на нивните колеги во Бугарското собрание и тие во собранието на Република Македонија да расправаат за договорот со соседна Бугарија. Природните чешми и бунари во градот се епидемиолошки несигурни, со непостојан квалитет, со висок процент на бактериолошка неисправност поради присуство на бактерии, индикатори на фекално загадување, велат од Центарот за јавно здравје. Спротивно на тоа, водата во градскиот водовод е безбедна за пиење. Водата во градскиот водовод е безбедна за пиење, но тоа не е случај со селските чешми, информираат од Центарот за јавно здравје. Природните чешми и бунари во градот се епидемиолошки несигурни, со непостојан квалитет, со висок процент на бактериолошка неисправност поради присуство на бактерии, индикатори на фекално загадување. Селските водоводи кои што немаат инсталирано хлоринатори, водата е загадена со Ешерихија коли и не би требало да се употребува. Тука забуна прави одбраната кај луѓето, кај местното население, кое што ја конзумира таа вода и организмот створил еден вид одбрана против таа бактерија и немаат никакви проблеми и затоа не можеме да ги убедиме. Викаат, јас пијам 20 години, ништо не ми е. Шурбевска-Ристовска вели дека тоа не е случај со луѓе кои не се навикнати да пијат оваа вода и кај нив се јавуваат стомачни здравствени проблеми. Проблемот е поќе од финансиска природа, затоа што они не плаќаат вода, кога би наместиле хлоринатор, кога би ги дале водоводите на дервен, кога би некој стопанисувал да може да ги чисти, да ги одржува, да ги хлорира, мора тоа да се надокнадува на некој начин. Велат, ние ги градевме, да, ги граделе за да имаат вода, меѓутоа за да имаат чиста вода, некој треба таа вода да преработи. Според законските норми од страна на Центарот за јавно здравје, водата за пиење се контролира во зависност од бројот на население. Оваа институција, согласно националната програма, редовно врши анализа и ја проверува водата. Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство воведува деломна забрана за движење во шумите. Ваквата одлука е донесена поради високите температури и опасноста од појава на шумски пожари. Од 15 јули до 15 август се воведува делумна забрана за движење во шумите, соопшти Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Ваквата одлука е донесена поради високите температури и опасноста од појава на шумски пожари. Оваа одлука не важи за вработените во јавното претпријатие Македонски шуми и субјектите кои управуваат со заштитените подрачја, како што се националните паркови, парк шумите, шуми со специјална намена, споменици на природата и слично.
Одлуката исто така не важи и за организирана група туристи за туристичко разгледување на шумите со стопанска намена и националните паркови и парк шумите. Се посочува дека туристичката тура ќе биде во придружба на представник од јавното претпријатие Македонски шуми, националните паркови и парк шумите. Попраските и лубениците завршија на земја. Во Росоманско откупот на праска е во тек. Информациите од терен говорат дека процесот е стабилизиран. Килограм праска се откупува за 6 денари, на кванташки пазар една гајба чини 100 динари. Со овие откупници ни земјоделците нема да имаат позитивна година. Со слични проблеми се и земјоделците од Струмичко. Производителите на бостан велат, во екот на сезоната, наместо на трпеза, нашиот производ завршува на улица. За овој проблем во историјата на колешката Дијана Ристова од регионалната телевизија Телеканал А1. Продолжува незадоволството на струмичките бостанџи поради ниските откупни цени на годинешниот род. Откако предходните денови го фрлаа родот и бараа итни средби со министерот за конечно да се најде решение за лошата ситуација во која се наоѓаат, денес тие ја блокираа раскрсницата која води кон подбеласичките села. Причината за ваквиот чекор е тоа што се уште не добиле одговор на нивните барања од Министерството за земјоделство и владата на Република Македонија, а до кои предходно тие неколку пати јавно се обратија и побараа од министрите да дојдат и да видат со какви проблеми се соочуваат. Денешната блокада траеше половина час, а возилата беа пренасочување кон локалните патишта. Днеска се собраваме тука да штрајкуваме, секој ден го повикуваме министерот да дојде да ги види нашите маки. Човеќе не се издржуваат нашите маки. Динару ни и многу што ни го дават трговците. Значи, мора да дојде министерот тука и да го реши нашиот проблем едноставно. Целиот бостан ни скапува по нивите, не може да го продадеме. Секојдневно тука 100 тона бостан дали се продава. А на времето се продаваше тука по 1000 тона бостан. Секој ден и немаше проблем со пласмано. Денеска имаме, таа година имаме голем проблем со пласмано. Не знам што е работата. Значи да дојде министерот да ни објасне, да најдеме некој заедничко решение, ако може да не обештетат од декар. Ако не дојде министерот, ќе преземаме и порадикални мерки. Дел од бостанот се откупува по многу ниска и неразумна цена, а поголем дел им останува на нивите и скапува на овие пеколни горештини. Земјоделците се заканија дека блокадата ќе ја продолжат и кон границите со Република Бугарија, доколку во рок од 24 часа не бидат посетени од надлежните во Министерството за земјоделство. Триесет лица и годинава ќе го прифатат христијанството. По 10-ти пат Повардарската епархија организира групна крштевка во водите на реката Бабуна. Со чинот на светата тајна крштевањето чиноначалствува владиката Агат Ангел заедно со свештенослужителите на Повардарската епархија. Пред крштевањето на водата се крштева пред крштевањето на луѓето се крштева водата во која потоа истите се потопуваат облечени во бела кошула, која символизира светлина и чистина. По 10-ти пат на 15 јули со почеток во 10 часот, Повардарската епархија ќе организира групна крштевка во водите на реката Бабуна. Чинот на светата тајна крштение ќе го изврши и митрополитот Повардарски господин Агат Ангел во сослужение на свештенослужители од Велес. Оваа година се пријавени 37 лица. Имаме и луѓе кои што се од страна, односно имаме 5 христијани кои што ќе сакаат да примат христијанската вера православна, од Скопје, тројца се од Кичево и имаме една албанка која што ќе смени својата вера и се разбира ќе стане православен христијанин. Најнапред пријавените се одрекуваат од сатаната, следи чинот на крштението и на крај чинот на помазанието. Чинот на крштевањето е влезна врата за да бидете вистински православен христијанин. Без чинот на крштевањето, вие не можете да бидете христијанин, односно не можете да ги добиете сите други работи кои што Светата православна црква ги нуди на сите христијани. Затоа, нужно потребно е да ја примите верата, да исповедате дека верувате во единиот Бог и дека сакате со своја сопствена воја да бидете припадник на Светата православна црква.
Крштевката и оваа година ќе биде бесплатна, а можат да се пријават само лица постари од 14 години. Пријавувањето се врши секој работен ден во просториите на Повардарската епархија во Велес од 8 до 16 часот. На самитот во Трст, Италија, Европската Унија за реализација на проекти на 6 балкански земји одобри 194 милиони евра. Од овие пари Македонија добива 70 милиони евра. Вице-премиерот за економски прашања Кочо Ангјушев на денешната пресконференција потенцира дека ЕУ го препознала реформскиот слух на новата влада и затоа го доделила овој грант. Инаку овие пари ќе бидат употребени за доизградба на пругата од Белјаковце до Крива Паланка. Продолжуваме со вести од земјава. Наместо владата на Република Македонија да работи на мерки за подобрување на животот на граѓаните, креира црни сценарија против раководството на ВМРО-ДПМНЕ, оценува партијата во денешното соопштение. Целата македонска јавност е сведок дека СЈО е нивна алатка и се обидува под притисок да го принуди судот да одлучува политички против ВМРО-ДПМНЕ и раководството на партијата. По кој знае кој пат СЈО докажува дека работи под диктат на раководството на СДС. Намерата на СЈО е очигледна, тенденциозно политички да се оцрни партијата и нејзиното раководство. Затоа се одземаат патни исправи само по партиска линија без никакви издржани аргументи, се вели во соопштението. Од ВМРО-ДПМНЕ бараат судот да ги отфрли барањата на СЈО и да донесе одлука за враќање на патните исправи на лицата кои се опфатени со предметите на СЈО, додавајќи дека не постои опасност од бегство и нема потреба од одземање на пасошите. Според ВМРО-ДПМНЕ се е политичка конструкција на СЈО и СДС, особено пред локалните избори, со цел оцрнување на ВМРО-ДПМНЕ, стои во соопштението. Македонија ја започнува постапката за воведување на услугата прием на пари преку платежниот сервис PayPal. Официјално до сервисот барање ќе поднесе Министерството за финансии. Ова е одлучено на состанокот кој го има представници на Министерствата за финансии, економија, информатичко општество и представници на 4 банки од Македонија. Во соопштение од логин системите, кои што всушност се иницијатори за воведување на PayPal, се вели дека нови начин ќе се овозможи македонските граѓани и фирми да продаваат своји производи и услуги на светските пазари и да вршат прием и плаќање преку PayPal. Од почетокот на фискалната година во октомври лани па до сега, во САД пристигнале 50.086 азиланти. За сите нив важи процедурата за детална проценка. Минатиот месец Врховниот суд одлучи дека властите треба да прифатат повеќе од 50.000 барања за азил, доколку поднесувачот може да го докаже својот однос со американски државјанин или институција. Тоа значи дека лицата кои допрва ќе поднесат барање за азил ќе треба да докажат дека имаат роднини во земјата, стабилна работа или дека се примени на некои од американските коледжи и универзитети. Вести од светот. Во завршниот документ од самитот во Трст, Италија, стои дека постигнат договор за инвестиции од над 500 милиони евра во Западен Балкан. ДПА јавува дека 194 милиони евра се грантови од Европската Унија и кредити на Европската инвестициона банка и Европската банка за обнова и развој. На самитот во Трст учествуваа представници на Босна и Херцеговина, Србија, Црна Гора, Косово, Македонија и Албанија. Во овие балкански земји неопходно е да се интензивираат работите околу формирање на заедничката економска и трговска зона. Дополнително за реализација на енергетски и транспортни проекти, според завршниот документ, на 6 балкански земји ветен им е грант од 11,4 милиони евра. Земјотрес со јачина од 5,8 степени по Рихтер ја погоди Северна Кореја. Ово тресење на тлото на земјата не е последица на нуклеарен тест. Потпаролот на Пентагон изјави дека првичните податоци укажуваат на тоа дека земјотресот не е предизвикан од нуклеарен тест од Северна Кореја, имајќи ги во предвид длабочината и локацијата на земјотресот. Сите нуклеарни тестови на Северна Кореја се спроведени на површина никогаш под земја. Епицентарот на земјотресот бил на 560 км под морското дно и веројатно не предизвикал штети.
Епицентарот бил на 200 км јужно од руското пристаниште Находка. За сега нема информации за жртви и не е издадено предупредување за цунами. Сизмолог од Сизмичкиот и топографскиот институт на САД Џули Датон изјавил дека земјотрес со таа магнитуда е невообичаен за тоа подрачје и дека последниот таков потрес е регистриран во 1994 година. Зимска бура го зафати денеска Нов Зеланд, при што е предизвикана блокада во сообраќајот низ целата земја, а илјадници домакинства се без електрична енергија. Утринава се приземјени сите регионални летови од главниот град Велингтон, а силните ветрови предизвикаа големи штети, уривајќи дрвја и кинејки електричната мрежа низ цела земја, што повеќе од 10.000 домаќинства останаа без електрична енергија. Погодена е новозеландската престолнина од силниот ветер, кој дуваше со брзина од 160 км на час, додека во теснецот Кук, што ги дели северниот и јужниот остров, дуваше со брзина од 130 км на час, кревајќи 11 метри високи бранови, објави метеоролошката служба. Прекинат е железничкиот сообраќај, а затворени се и некои од главните сообраќајници. Денес имавме сончево и топло време. По најавите од метеоролозите, кон крајот на денот ќе дува северозападен ветер, кој на север и вдолж поврдарието ќе се засилува. Претежно во североисточните делови ќе има и услови за нестабилност со краткотраен пораен дожд и грмежи. Утринската температура се движеше од 14 до 20 степени, а дневната температура достигна до 39 степен. УВ индексот има вредност 9. Од петок попладне преку ноќта и во сабота времето ќе биде нестабилно со пороен дожд, грмежи и повремено засилен ветер, претежно од источните и јужните делови. Со метеоинформациите го заокружуваме информативното издание на Дневникот на К1 телевизија. Јас ви благодарам за вниманието. Пријатно.